Линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари, нов модел за економски раст, 1 милиарда за поддршка на општински проекти. ВМРО ДПМН на партиска трибина дебатираше што треба да се направи за да заживее македонската економија. Македонија влегува во зона на стагфлација и е најзадолжена земја во регионот, предупредува економскиот тим на партијата, а секојдневието е исполнето со штрајкови и протести. Потребно е поддршката да се насочи кон извозно ориентираните компании, да се води сметка за секој потрошен денар и да се создаде стабилна политичка ситуација која ќе овозможи добра инвестициска клима. Од ВМРО ДПМН предупредува дека Македонија е задолжена до гуша и не се знае каде се трошат парите. Не се вложува во структурни капитални инвестиции, туку јавниот долг се користи за корупција. Нашиот модел, кој што ние го промовиравме и во 2020 година и сега со нови сознанија разработен, е поддршка на извозно ориентирани компании, извозно ориентирани сектори, поддршка на оние сектори кои што имаат компетитивна, конкурентна предност и кои што може да бидат двигател на идниот развој на Република Македонија. За 10 години пораснал за 2 милиарди и 900 милиони евра, а за жал денес за нешто помалку од 7 години јавниот долг е пораснат за 3 милиарди и 300 милиони евра. Замислете да се на власт уште следни 3 години, уште за колку ќе ја задолжат државата. Не е страшно кога јавниот долг е и поголем. Страшно е кога се користи за криминал и корупција. ВМРО ДПМН веќе има подготвен оддел на економски стратегии. Мицкоски се обврза дека кога ќе ја формираат идната влада ќе ги покачат пензиите за 5000 денари. Мицкоски рече и дека идната влада на ВМРО ДПМН ќе ја вметне Македонија меѓу земите со најнизок данок на добивка, со што ќе се заштитат компаниите. Во рок од една година од изборот на владата на ВМРО ДПМН пензионерите ќе ги добијат линеарно тие 5000 денари зголемување на пензиите и тоа ќе остане трајно и тие тоа го заслужуваат затоа што наместо тие сега да ги чуваат внучињата или да уживаат во своите пензионерски заслужени денови, тие ги гледаме како премрзнати гладни протестираат на плоштадите и низ улиците. И уште една работа која што ќе ја споменам, која што ја разгледуваме во периодот, а тоа е како да направиме предвидлив даночен систем. Ситуацијата не е сјајна ниту во енергетиката. Мицкоски предупреди дека како држава мора да имаме производен центар кој што ќе произведува базна енергија минимум 50% од она што ни е потребно. Кога зборуваме за електроенергијата, ние мора да имаме базна енергија. Колку и да сака некој да не убедува нас за зелена транзиција и така натаму, тоа е невозможно сценарио. Ние мора да си ги гледаме нашите интереси, државните интереси, а тоа е комбинатот Рек-Битола, Осломе, да ги модернизираме онака како што започнавме своевремено и тие да бидат производители на базна енергија. Инаку првиот дел од трибината беше посветен за работата и предизвиците во скопските општини. Градоначалниците од ВМРО ДПМН пред членовите на партијата и симпатизерите дадоа отчет за делот сработеното и се обврзаа за завршување на приоритетни проекти идната година.